Бројни политички реакции се појавија по ревизијата на проектот за делницата Требеништа-Ќафасан. Председателот на Алијанса за албанците Зијадин Села изјави дека поместувањето на овој автопат, направено наводно по препораки на УНЕСКО, не ја загрозува ниту природната средина, ниту културното наследство, туку според него представува продолжение на политиката со која Охрид се поврзува со Битола и Прилеп, додека се запира проектот што го поврзува Јадранското со Црното море, стратешка инфраструктура и за НАТО и за економскиот развој на земјата. Менталитет де логик е Никола Груевскит, dhe kjo sot që po ndodh s'është asgjë tjetër vetëm se vazhdimsi e këtij mentaliteti dhe kësaj logjike. Aso kohë Nikola Gruevski me BDI dhe sot Mickovski vazhdon të njëjtën me po të njëjtin mendësi politike për devijuar një korridor kaq të rëndësishëm. Одуи вела дека одлуката на владата да не продолжи проектот за автопатот Струга-Ќафасан, криејќи се зад барањата на УНЕСКО, представува неприфатливо оправдување и намерно избегнување одговорност. Според него, УНЕСКО се користи како изговор за да се прикрие политичката одлука за прекин на стратешки коридор. Проблемот не е технички, тој е политички. Влен е дел од владата и носи директна одговорност. За проект што директно ја засега врската со Албанија и интересот на албанците немаше ниту став, ниту противење, ниту реакција. Да се користи УНЕСКО како покритие за прекин на стратешки врски е неприфатливо. Да се биде во влада и тоа да се прифати без збор е политичко предавство. Од коалицијата Влен, Коридорот 8 го оценуваат како проект од особено стратешко значење за државата и регионот. Според нив, работите се одвиваат со видлив напредок на делницата, каде се исполнети законските и техничките услови. Во однос на делницата Требеништа-Ќафасан треба да се истакне дека во почетната фаза на проектирањето не било побарано мислење од УНЕСКО, иако станува збор за чувствително подрачје. Институциите работат во координација со УНЕСКО за да се најде најсоодветно решение без да се загрозат меѓународните стандарди и статусот на подрачјето. Поврзувањето Струга-Ќафасан ќе се реализира како дел од нашата посветеност за целосно инфраструктурно поврзување со Албанија. Од ВМРО-ДПМН изјавија дека промената на проектот за оваа делница е последица на тоа што претходната власт на СДСМ и ДУИ не побарала мислење од УНЕСКО, при што според нив биле направени бројни пропусти.